Од заду тредоматите и бананите не смеат да бидат поскапи од 70 денари, краставиците од 75, портокалите и лимоните од 55 денари и така натаму, односно за вкупно 11 производи, овошје и зеленчук. Владата одреди највисока цена по килограм во трговија на мало. Одлуката е донесена на денешната владина седница. Се опфатени, како што најавивме и претhodно, 11 производи, и тоа свежи домати, свежи краставици, кромит, карфиол, свежи зелени пиперки, граф, леќа, банани, портокали, мандарини и лимони. Во делот на цените, сакам да информирам јавноста дека од 5 април па до крајот на месецот, свежите домати не може да се продават повеќе од 70 денари. Свежите краставици не може да се продават повеќе од 75 денари. Кромидот не може да се продава повеќе од 60 денари. Карфиолот не може да се продава повеќе од 70 денари. Зелените пиперки не може да се продават повеќе од 90 денари. Гравот не може да се продава повеќе од 75 денари. Леќата не може да се продава повеќе од 110 денари. Бананите не повеќе од 70 денари, портокалите не повеќе од 55 денари, мандарините не повеќе од 60 денари, како и лимоните не повеќе од 55 денари. Сакам уште еднаш да ги уверам сите граѓани дека согласно сите информации на Министерството за економија, согласно сите анализи, цените, посебно на прехранбените производи, на енергенсите, целосно се стабилизирани и имаме надолен тренд во делот на намалување на цените споредбено и со претходните месеци и споредбено со претходната година, но секако званично ќе ги почекаме податоците од Државниот завод за статистика, кои веќе се најавени дека ќе бидат објавени на 7 март. Во контролите извршени од страна на Државниот пазарен инспекторат, од донесувањето на првата одлука која се однесува на ограничувањата на маржата, издадени се над 20 прекршочни платни налози. Од донесувањето на првата одлука која се однесува на ограничувањето на маржата од 5 до 10%, заклучно со последната одлука, извршени се над 1800 надзори и издадени се над 20 прекршочни платни налози во вредност од над 2,5 милиони денари. Пазарниот инспекторат постапува по сите одлуки на владата кои се однесуваат на цените на производите, а тоа значи дека и понатаму ќе работиме со полн капацитет и сите инспектори ќе бидат на терен на целата територија на Република Северна Македонија. Во Државниот пазарен инспекторат и граѓаните можат да ги пријават трговците кои не ги почитуваат одлуките, кои се однесуваат на замрзнување на цените на производите.